Добар ден за Нино Леви. Во подготовка е представата Најкратките драми на светот во режија на Трајче Ѓоргиев, представа која е нетипична и една од оние кои жанровски ќе го збогатат МНТ. Овој пат тоа е по мотиви на истоимениот текст Најкратките драми на светот, односно збир на драматургот Јован Кирилов. Опфатени се 10 пиеси, како што пишува во сюжетот од 40 автори кои се вклучени во делото на Кирилов. Во овие 10 пиеси глумат 5 актери, еден од нив Нино Леви. Со оглед на тоа што представата не е типична, веднаш да ве прашам за улогата, ќе биде подобро за оние кои се во очекување на премиерата во понеделник да објасниме на кој начин е поставена и организирана воопшто оваа представа на мала сцена во МНТ. Со Трајче Ѓоргиев сме колеги глумци веќе долги години, да не кажам многу години, не ќе да спомнам цифри сега. Сте соработувале досега на други представи? Што сме колеги и уште од почетоците на МНТ и мислам од она генерација која влезе со Буре Барут, нели, со таа славна представа. Така да од тогаш поминаа многу години, еве Трајче сега сака и да се обиде во овие режисерски води, ова моја ми се чини втора или трета или четврта, он ќе каже подобро, представа која режира. Јас првпат соработувам со него како режисер, како колеги. Како колеги, да. Така да и ми беше предизвик да прифатам и да му помогнам на некои начините на мојот драг колега да истераме и оваа представа која е многу интересна и дава можности за многу актерски креации, баш заради тоа што не е класична драматургија на еден текст, туку се тоа избор на повеќе драми, односно драмички од овој Јован Чирилов што ги направил и Трајче извои од нив едно 10 кои ќе бидат подлошка за нашава представа. Дали вашата улога конкретно во овие 10 драмички, како ги нарекувате, е на некој начин поврзана или се тоа навистина одделни улоги сите 10? Па секоја драмичка си е посебна, засебна. Си има своја целина, си има свој драматурски заплет и крај. И направена е по тертикот на класичната драматургија, меѓутоа Трајче си прави еден свој отклон, си прави една своја визија, а ние сме тука тоа да го изнесеме на сцената. Зборуваме за многу интересни универзални теми, така да и немаме една улога, имаме повеќе улоги во различни драми, така да. Вака вели Ѓоргиев во промотивниот материјал дека тоа што тој успел да направи да ги поврзе тие 10 автори, односно кои ги избрал од сите 40 на Јован Кирилов, се оние каде што некакво врзивно ткиво представува тоталитаризмот, тегумноста, вели несфатливоста, поточно нефатливоста на времето, дали времето може да се фати. Во контекст на тоа, дали оваа представа, вака драматуршки, е поставена во конкретно време и простор, самото действие, или е тоа независно мотивот и тоа што вие го толкувате во преден план? Па да, се трудевме да не определуваме ни време, ни простор. Со самите назнаки во секоја од сцените може да се насети во кое време и како, меѓутоа тоа и не мора да биде пресудно, затоа што сепак на крајот од криштата зборуваме за универзални теми, за теми кои се вечни, како љубовта, бескрупулозноста, тотализмот, и односите меѓу жените, мажот, љубовта. Тоа се сите тие универзални теми и ние ги спојуваме во една целина. Колку од овие мотиви има препознавање со нашето секојдневие и тоа што ние го живееме во нашето општество? Па да, тоа е неизбежно да се поврзе, а затоа зборуваме и за тоталитаризмот меѓу другото, но се надевам дека не сме толку критични, мислам. Нормално, тука зборуваме поглобално, не мора да се задржиме за нашите. Се разбира. Да, дали живее. Колку театарот може да одговори во ова денешно време, Нино Леви, со сето ваше искуство како актер и со бројните представи зад вас и она искуство како човек од чии изразно средство да одговори на се и како креација и како личност, колку уметноста на вистина може и натаму да се бори со оние нешта кои сериозно и се закануваат на цивилизацијата, една од нив тоталитаризмот? Таа дилема често се провлекува и тешко е решлива. Дали театарот може да го промени светот или
светот го менува театарот. Јас цврсто верувам дека може, затоа што секој нешто ќе дојде да ја види представата, да речеме оваа нашава, сигурен сум дека ќе исклучи побогат за едно знаење и дека тоа знаење ќе го употреби во позитивна смисла во понатамошниот негов живот и ќе му користи. Малку зборувавме со Нино Леви околу тоа како е поставена представата, малку е нетипична. А дали ќе може вие конкретно за вашата улога и вашето учество во овие, да речеме, од 10 кратки приказни, вие во колку се појавувате? Во колку од нив? Така, јас само ќе кажам дека ова е мала представа или најкратка представа на малата сцена во МНТ со малата Снешка. Така што мене ми се допаѓа дури и насловот, затоа што во рамките на еден временски период од саат време успевате да одиграте, да речеме 30 задачи или 30 сцени и да се видите во најразлично светло кое што режисерот Трајче Ѓорѓиев ни го предложи или можеби ни го наметна, ние го прифаќаме секогаш како актери и едноставно гледаме низ себе да го поминеме. Јас тука само, ние имавме голем избор на многу такви кратки драми и се определивме тука да заврши меѓу бројката 9 и 10, каде што може да се постигне и временското, значи точно време, и едноставно сите ликови да си го добијат своето време траење. А за мене ова толку значено, не е битно во колку драми се појавувам, ами едноставно мислам дека Трајче успеал да ми го исцрта животниот круг. И дури сега на крај, кога веќе генералните проби веќе течат, шминката ја добивме, веќе гледате и зашто сме вакани или нашминкани, јас сваќам дека тој зачнал од мојот сам почеток, како влегов во театарот, како низ театарот ги одиграв, низ представите во театарот, ги одиграв сите задачи од дете, момче, девојка, жена, мајка, сопруга, баба, па потоа кралица, па потоа паеđупка, па се живо и диво се вели тоа, и да дојдете во ситуација да го завршите кругот, како Нина од Галеб, со сеќавање на сето тоа што било во минатото. Значи, јас така ја гледам целата представа и едноставно се радувам дури и на таков. Дали било тоа случајно или коинциденција во прашање, навистина не знам. Јас мислам дека е тоа режиски концепт. Размислувал, сигурно режисира за тоа многу. Која од овие улоги вам ви е, да речеме, најблагодарна, најмногу ви лежи на срцето, еве конкретно за најкратките драми на светот, тука кога се појавувате, каде најмногу се почувствувавте своја, можевте да дадете свој удел и своја креација сега? Зборувам, после ова ваше огромно, фантастично искуство, зборувавме малку колку улоги имаше Снежана Конјовска-Руси. Велите сигурно 90, 100, а може би двојно повеќе ако се сметаат сите оние кои се надвор од театрите. Точно така, бидејќи мојата дејност не завршува само тука или не е само тука, ами напротив во сите театри низ нашата држава, како и со Црвениот крст на нашата држава, со еврејската заедница, со црногорската заедница, со театарот Пралипе и едноставно јас мислам дека не можам да запрам и еве последното, 6-ти поред меѓународен драмски инклузивен фестивал за лица со посебни потреби. И мислам дека колку што сум малечка, нели, колку сум висока, се вели тоа, толку всушност имам и дејности што се блиску до театарот, ама и не само во театарот. И можам да кажам дека дури и секое најмало учество за мене е радост. Тоа сакам да им го пренесам и на моите колеги, дека не треба да се одбива и најмалата задача. Тоа еднаш Иван Ивановски ми го кажа во една прилика, кога се двоумев, зошто сега ми ја даваат оваа задача, кога јас можам да говорам или можам не знам што да правам, а таму имав само да се појавам и чудни крици да испуштам во една представа на мој професор Љубиша Ѓорѓиевски и имав игра со еден галеб. И тек отпосле ја сваќате фактички пораката што вие како фигура со тој галеб ја донесувате и ја пренесувате на публиката. А јас бев во дилема зошто да ја играм. Значи, секое нешто е добре дојдено за да се оформи и твојот лик и твојот карактер натаму. Сепак, зборувам, такви кои ви се вам блиски, еве ве прашувам конкретно во оваа представа, што ви беше најблиско да одиграте? Ба, мислам дека е финалето, затоа што сепак тоа е затворањето на кругот, што го кажувам јас.
малку символично и со своето заминување, но замислата на режисерот е како таа Нина од денешен аспект го коментира тоа што се случило, може би станала од мртвите, нели? И го пренесува како една порака и до своите колеги и до публиката дека не е важно во она работа што работиме секојдневно, не е важно славата, блесокот, како ние како актери што цело време мечтаеме нели за тоа, ами напротив, да умеете да го понесете страдањето со себе и да верувате во себе. Ја доживеавте кога почнавте да работите со режисерот Трајче Ѓорѓиев, како вие се снајдовте во целиот тој концепт, организиран концепт? Сите овие кратки, да речам, изведби или кратки драми, најкратките драми на светот, се во функција на еден рбетен столб кој што Трајче го создава и кој што е малку нетипичен и нехарактерен за, како да кажам, за оној класичен театар на кој што сме навикнати. Не се играле многу вакви представи, колку што сум запознат во последно време, а лично јас како сум се нашол, за мене беше повторно, како да кажам, предизвик и задоволство да се сретнам со еден поразличен вид на сценски изведби, кој што малку наликува, како што рековме, на трагикокомедија, на фарса, на комедија дел'арте, арлекинијада, па дури има и пантомимни елементи, нешто кое што сум го учел многу одамна. Тоа ми е првиот факултет и сега некако доаѓа како еден вид на обновување, на подсетување, на еден вид рефрешмент на она што сум го правел. И ми беше доста забавно. Многу интересно, сепак да пројдеш низ некои патишта преку кои што си поминувал, ама сега малку со повеќе багаж, повеќе товар, повеќе искуство и повторно се соочуваш со нешто кое што секогаш една така убава светлинка по патот кој што го врвиме. Дали приватен или професионален. Дали може некаква актуелност да се даде на оваа представа? Што тука би било актуелно? Или тоа е универзалноста на самите повторување на мотивите кој да ја дава својата актуелност? Да. Секоја тема, да речам, секоја тема која што се обработува во театар без разлика, значи кој вид е веќе, како да кажам, помалку или повеќе веќе искористена, значи почнувајќи од библиските причи до грчки митолошки легенди, митови и легенди, се е поврзано, да речем, во преку призмата на тој животен пат кој што секој од нас како индивидуа го врви и како да кажам, секое прашање има повеќе од еден точен одговор, значи како што може да се одговори еден гледач, може друг на сосема друго да го асоцира и секој може да пронајде нешто познато за себе си, нешто симпатично, нешто што ќе го потсеќа, да речам, на негово минато, на негова сегашност и секое препознавање кај секој од нас е тоа фактички што не возбудува, што не држи во живот, што не интригира, што ќе не држи во различни, да речем, ајде така, емоционални состојби, да ги наречам. За вас како млад актер, дали сте во позиција да одбивате улоги или прифаќате да играте се? Ова е моја професија, јас го сакам тоа што го работам. Гледам да не одбивам улоги, бидејќи колку повеќе сум на сцена, толку повеќе сум жив, толку повеќе се радувам. Ми се случило да одбијам улога, еднаш, два пати да речам, но тоа било заради физички премор, психофизички премор, кога веќе навистина ми е на црвена светлина мојата енергија и има еден период на реабилитирање, да речем, на полнење на батериите, за да можам повторно да го давам својот максимум како професионалец, како актер, колега и како човек на сцената. Почувствувавте разлика со оглед на тоа што Трајче Ѓорѓиев е самиот актер, сега ова е режисерски подвиг. Почувствувавте разлика во начинот на работа како режисер актер, беше полесно или можеби потешко? Тоа е многу релативно. Сега секој човек си има различен пристап кон Со оглед на тоа што е актер, така да речем, дали тој можеби доминира во изградбата на поспецифична е работата, или... апсолутно, поспецифична е работата, да речем, поспецифична е работата режисер-актер, или да речем кога актер влегува во улогата на режисер, бидејќи предпоставувам дека самата визија кога ја има актерот, значи
еве тргнувајќи од себе си знам како почнува да се гради еден лик. И кога имаш повеќе ликови, тогаш веќе има една мултифункционалност во самиот човек. Таа концепција по кој начин тие веќе ја создаваат во однос на режијата и наспроти режисерот кон режијата. Сигурно има некои разлики, има разлика сепак, се чувствува, но не е невозможно. И тоа е предизвик. Се зависи од актерот, колку е готов, спремен да се жртвува, да поверува на човекот од другата страна, како на режисерот пред се, и на актерот, за да може да се впушти со 100%, со двете раци, со двете нозе, со цело суштество, да се впушти во тоа што го работиме, за да има комплетна сатисфакција кај сите. Добро, јас ви посакувам успешна премиера, се надевам дека представата ќе има долг живот. Ви благодарам.